Ленцио, почитуван амбасадоре на Република Италија во Република Македонија, господине Карло Ромео, почитувани пријатели присутни на италијанската култура. Ми представува особено задоволство што ми припадна честа да се обратам на отварањето на ова 17-то издание на манифестацијата Недела на италијанскиот јазик и култура во светот. Настан кој со својата програма представува уште еден мост на соработка меѓу двете исклучително пријателски земји, Република Македонија и Република Италија. Италија е еден од неколкуте земји во светот што на човештвото му подарија многу од најзначајните културни артефакти и вредности. Низ историјата на нашата цивилизација нема ниту една генерација која не била инспирирана од бесценетата и исклучително богата културна ризница на Италија. Се разбира, времето за ова моје обраќање е прекусо за да ги спомнам сите уметници и сите уметнички и културни движења што произлегоа од безвремената културна ризница на Италија. И затоа само ќе кажам дека нам сите овие дела ни се дадени за да се восхитуваме, да се инспирираме, да учиме и да уживаме во нивните врвни естетски вредности. Почитувани пријатели на италијанската културна традиција, Република Македонија и Република Италија редовно потпишуваат програми за соработка во областа на културата, образованието и науката. Континуираната билатерална соработка е потврда дека Република Македонија и Република Италија, како наш голем пријател и поддржувач, негуваат одлични односи и исклучителна соработка во областа на културата, науката и образованието. Културните настани во рамките на оваа соработка покрај економската и политичката соработка несомнено ги продлабочиле и ги унапредиле врските меѓу двете земји и станале инспиративен пример за успешна и плодна меѓународна соработка. Италија, тргнувајќи од сопственото искуство за значењето на културата за една земја, во исто време е и една од земјите кои многу силно ги поддржува и представувањето на културите на другите на нивната културна сцена. Тргнувајќи од таа премиса, како и од блиските културни врски со Италија, Република Македонија секоја година во рамките на чествувањето на Свети Кирил во Рим има своји денови за презентација на македонската култура и традиција. А во изминативе години имавме впечатливи представувања и на Биеналето на уметноста и на архитектурата во Венеција, воспоставивме креативна соработка во сферата на филмот и така натаму. Почитувани љубители на италијанската култура и филм, информиран сум дека оваа година во рамките на Неделата на италијанскиот јазик и култура посебно место ќе има соодносот помеѓу италијанскиот јазик и светот на филмот. Вечерва ќе имаме можност да го проследиме филмот Трст Југославија, документарен филм за улогата на градот Трст, односно на Италија, како порта кон западот на поранешната Социјалистичка федеративна Република Југославија. Филмот говори за едно време кога Трст не беше само место за пазарење, туку исто така и место за размена на култури и искуство. Дозволете да истакнам дека градот Трст и денеска за нас и за другите земји од регионот има посебно значење. Ова лето Италија и градот Трст беа домаќини на самитот на земјите на Западен Балкан во рамките на Берлинскиот процес. За мене беше тоа самит на обединување, на подавање рака за надминување на недоразбирањата и вртење нов лист во современата историја на Западен Балкан. Од самитот во Трст наваму испишавме нова историја за земјите од регионот. Соработката со земји како што е Италија е пример како треба да соработуваат и земјите на Балканот за креирање на една заедничка, убава иднина за сите наши граѓани. Дозволете да искористам можноста да соопштам во моје име, во име на владата на Република Македонија, дека правиме напори за воведување на италијанскиот јазик и во основните училишта, како еден од опционите јазици кои што децата уште од најмала возраст ќе можат да го бират во делокругот на својата лепеза на изучување на јазиците. Во моје име и во име на владата на Република Македонија ви посакувам успешна реализација на манифестацијата Недела на италијанскиот јазик и култура. Благодарам.